Вести на Канал 8, добар ден. Водата во оризовите ниви до година ќе биде навремено пуштена и сеидбата ќе започне во оптималниот рок. Дополнително ќе има и обештетување за лошите приноси поради сланата. Ова го вети министерот за земјоделство Љупчо Димовски, кој дојде во Чешиново и се сретна со оризопроизводителите од регионот. Идната пролет ќе нема доцнење со пуштањето на водата во оризовите ниви. Сеидбените активности би требало да завршат за 3 недели. Барањата на земјоделците, Министерството за земјоделство да преземе мерки за навремено започнување на сеидбата предизвикаа соодветна реакција кај надлежните. Министерот Љупчо Димовски дојде на работна средба во Чешиново, за да ги соопшти мерките што досега биле преземени за подобрување на состојбите во оризопроизводството, но и да вети дека водостопанство Брегалница, за разлика од оваа, идната година нема да доцни со пуштањето на водата во каналите. За следната година е постигнат договор тоа да биде веќе на 7 април, да не се случи она што беше оваа година, значи пуштање на водата со закоснување, иако има објективни причини за тоа. Според најавите, штом водата навреме ќе биде пуштена во нивите, може да се очекува најголем дел од површините да бидат засејани до почетокот на мај. Иако изгледа тешко остварливо, Димовски рече дека Министерството ќе му помогне на водостопанското претпријатие да го реализира договореното. Освен за задоцнетата сеидба, земјоделците се пожалија и на сланата за време на жетвата, што предизвика големи штети и намалување на приносите. Затоа побараа државата да исплати обештетување. Моје мислење е да биде по единица површина од декар. Пример, да биде тоа по 2500 динара од декар. За да можеме ние малку за наредната година да бидеме економски, оти на нас ние сме со загуба. Јас сум сега однесел избил, немам 10% нема. Штетите се огромни, проблемот е нерешлив, меѓутоа со соодветни мерки од страна на Министерството и на владата можат да бидат облажени овие состојби, за да можат земјоделците да ја преживеат наредната година и да стартуваат со нова сеидба. Димовски рече дека може да им се излезе в пресрет на земјоделците. Владата е информирана за се тоа, ние имаме задолжението да направиме една информација со измена на програмата за финансиска подршка и рурален развој, во која што ќе биде дополнително измената со воведување на оваа дополнителна мерка која што би требало да послужи за какво такво компензирање на штетата која што имаат претрпено самите земјоделци. На средбата со земјоделците беше речено дека засега нема проблеми со висината на откупната цена за килограм ориз, па дури може да се очекува и на тамошен пораст. Проблем годинава е што земјоделците имале мали количини што можат да се продадат, така што можно е во првото тримесечие од идната година да нема арпа што преработувачите би ја откупиле. На средбата со земјоделците, министерот Димовски зборуваше и за почетните резултати од примената на турските сорти ориз во Кочанскиот регион. Иако заложбите се дека овие сорти треба да бидат општо прифатени, се слушнаа мислења дека треба да се зачуваат и досегашните сорти кочански ориз. Воведувањето турски сорти ориз е добро заради унапредувањето на производството, но тоа не треба да биде единствената стратегија на државата. Користењето туги искуства и сорти е добредојдено, без да се отфрла домашното семе. Такви оценки можеа да се слушнат на средбата што министерот Димовски ја имаше со оризопроизводителите, а чиј домакин беше предпријатието Макмлин од Чешиново. Според директорот Николчо Ѓоргиев, сортата што и досега се сееше во Кочанско давала приноси по 10.000 килограми од хектар, па не треба да исчезне од полињата, со истовремено продолжување на опитите со турските сорти. И покрај тоа што тие семенски материјали дадоа резултат, се покажа како добра инвестиција, како добар захват, сметам дека не треба да се напушти Сан Андрејата како веќе домицилно семе, како кочански бренд, бидејќи ние со тој бренд веќе сме 20 години присутни на нашиот пазар, на традиционалниот наш пазар, тоа е со бившите Ју републики. Ѓоргиев смета дека турските сорти можат да бидат застапени на нивите во регионот, а количините што ќе се добијат да се пласираат на пазарите во Турција. Станува збор за вишокот на ориз кој се јавува во Македонија. Во тој дел ја поздравувам одлуката, бидејќи Турција кажа дека тие семенски материјали ќе може да се пласираат и во Република Турција. Еден дел ако отиде во Турција вишокот, другиот дел ако прифати нашиот традиционален пазар, мислам дека следната година не би била проблематична во делот на откупот, преработка и пласмана на кочанскиот ориз. Министерот Димовски на средбата рече дека турските сорти покажале многу позитивни резултати. 3-4 сорти на ориз кои што беа посејани на површините прво на опитните полиња
на оделението за Орис во Кочани, а и кај самите земјоделци имаат над очекувањата добри резултати. Имаме зголемено производство од 5-6 тони по хектар, сега со овие сорти на 10 и над 10 тони. Проектот за соработка со турската агенција ТИКА и Земјоделскиот институт од Едрене ќе продолжи и до година, при што министерот Димовски најави дека ќе бидат донесени нови количини сертифициран семенски материјал од тамошните сорти. Министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски во Зрновци во посета на локалната самоуправа се интересираше за текот на проектите што се реализираат во оваа општина. Министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски во посета на Зрновци. На средба во локалната самоуправа со градоначалникот Блаже Станков се интересираше за проектите што ги реализира општината и централната власт. Имав можност денес со градоначалникот да продискутираме за дел од проектите кои што веќе се реализирани во програмата кои што беа на владата. Тоа се за 2 локални патишта кои што беа поддржани со средства од ЕБРД, како и спортска сала, мултифункционално игралиште кој што беше и се разбира со проектите кои што се однесуваат во поддршката на земјоделието. Мене ми е од големо задоволство што можеме да кажеме дека ова влада продолжува да инвестира и во помалите општини, особено оние кои што се рурални општини, со финансиските средства кои што се од Агенцијата за поддршка на руралните општини. Можеме да видиме дека и ова општина успешно ги искористува тие финансиски средства. Разговаравме за сите оние проекти кои што беа реализирани во изминатите години, исто така и за проектите кои што престојат да бидат реализирани во 2014 година. Навистина, значи, од општо задоволство, драго ни е и го поздравувам овој гест од страна на министрот, бидејќи навистина, значи, секогаш можеме да истакнеме на голема благодарност што во изминатите години помогнаа за реализација на наши клучни проекти, инфраструктурни проекти од кои што навистина граѓаните имаат голема корист. Еден од клучните проблеми на кои што реагираат граѓаните во изминатите години, тоа е што левиот магистрален канал нема слободен проток на вода, меѓутоа со обзир на тоа што веќе се одобрени средства во износ од 6 милиона денари, јас очекувам дека во текот на зимскиот период овој канал ќе биде очистен, ќе биде саниран, така да од следната година очекувам дека значи ќе има доволна количина на вода преку која што ќе можат земјоделците да ги наводнат своите површини. Министерот Ивановски потоа го посети основното училиште Синиша Стоилов, каде се интересираше за проектот Компјутер за секој ученик. Ме радува што е толку добро одржано и реновирано пред неколку години, а посебно ме радува што проектот Компјутер за секој ученик, како што имаме можности да видиме во училница, тука навистина живее, секојдневно се користат компјутерите и тоа ние го следиме и од централата, каде што преку интернет врската можеме да видиме колку ученици се конектирани на порталот school.mk или на останатите портали кои што имаме електронски дневник, електронски учебници. И ме радува што опремата е во многу добра кондиција. Ги споделивме нашите искуства, кажавме дека сите 141 компјутери кои што училиштето ги има добиено како дел од проектот Компјутер за секое дете функционираат безпрекорно и дека благодарение на одговорниот односи на вработените, на наставниците, но пред се на нашите ученици, таа техника што ни е дадена, тие компјутери што ни се дадени, се користат секојдневно во наставата, меѓутоа како што и самите можете да видите, ништо не е уништено и се функционира онака како што треба. Посетата на министерот Ивановски беше во рамки на активностите кои што ги реализира владата за посета на владини представници на општините во Македонија. Градоначалникот Димитровски на регионална средба на македонски и бугарски градоначалници и бизнисмени во Бугарија. Целта е поефикасно искористување на фондовите за проекти за развој. Во Благоевград се одржува регионална средба на градоначалници и бизнисмени од Македонија и Бугарија, на која се разговара за регионалната соработка и поефикасното искористување на европските фондови за проекти за пограничен локален развој. Средбата е иницирана од Македонско-бугарската стопанска комора и се одржува во зградата на општина Благоевград на покана на градоначалникот Атанас Камбитов. Средбата е насочена кон освојување на трети пазари, заедничко аплицирање на европски фондови, како и размена на информацијски и медиумски проекти.
Од македонска страна присуствуваат градоначалниците на Кочани Радко Димитровски, на Штип Илчо Захариев, Проби Штип Тони Тоневски и Делчево Дарко Шехтански, како и стопанствениците кои водат бизниси во двете држави. Од страна на Македонско-бугарската стопанска комора веќе е иницирана идеја за одржување на редовни полугодишни бизнис и експо форуми. Организатор на првиот ваков форум во Македонија ќе биде општина Штип, а иницијативата ќе биде представена и на средбите со градоначалниците од Петрич и Кјустендил. Во рамки на прекуграничната соработка, Кочани реализираше два проекта – етно куќата и подобрувањето на инфраструктурата во лесната индустријска зона. Започна отстранувањето на бараките во близина на црквата во Оризари. Иницијативата што граѓаните ја дадоа преку Советот на општината беше поттикната затоа што објектите беа одамна напуштени и руинирани и го наградуваа целиот простор. Бараките што со години стоеја во близина на православниот храм Свети Атанасий во Оризари веќе ги нема. Времените објекти што беа обраснати во трева и грмушки се срушени и просторот се расчистува. Таквата активност од општината доаѓа по иницијативата што жителите ја доставија и до местната заедница во населбата, но и до локалната самоуправа. Кон иницијативата се приклучи и црковниот одбор, посебно откако црквата беше комплетно реновирана, а се уреди и дел од околниот простор. Барањето на жителите се најди на една од седниците на Советот, при што беше речено дека со отстранувањето на времените објекти ќе се создаде можност за изградба на потпорни ѕидови на дворот од црквата. Предлозите на граѓаните како да се уреди просторот беа различни, од мал парк со лулашки до паркинг за потребите на верниците кои доаѓаат во црквата. Во општината тогаш рекоа дека иницијативата стигнала до нив и дека се преземени мерки за решавање на проблемот. Ние побаравме да се произнесе Советот на местната заедница, се произнесе и сме во фаза на идентификација на тие, за тоа што има давани, препродавани, така натаму. И очекувам дека ќе го решиме во интерес на граѓаните на Оризари, односно ќе ги дислоцираме, затоа што тоа место е идеално за паркинг, односно за собирање на тие таму луѓе. Заедно со отстранувањето на бараките, оризарци очекуваат дека ќе започнат и активностите за асфалтирање на улицата Гоце Делчев, што се наоѓа во непосредна близина. За неа, од општината одамна најавија дека во иднина треба да биде главна сообраќајница за влез во населбата. Состојбата со грипот во Кочани е под контрола. Информацијата на која инсистираат од Центарот за јавно здравје, а е важна за пациентите, е дека има доволно количини на Тамифлу. Сезоната на грип почна релативно рано, но состојбата се уште е далеку од алармантна. За 2 недели регистрирани се само 11 случаи. Од Центарот за јавно здравје велат дека матичните лекари и граѓаните треба да знаат дека има доволно залихи од лекот Тамифлу. Во пресред на сезоната на грип и настинки, сакам да ги информирам граѓаните, а исто и колегите лекари, особено матичните лекари, дека Министерството за здравство обезбеди и дистрибуира преку центрите за јавно здравје во сите здравствени домови, значи во здравствен дом Кочани, Виница, Пехчево, Делчево и Берово, доволни количини на лекот Тамифлу. Значи, тоа е антивиротик кој се употребува во првите денови на заболување од грип. Начинот на кој се препишува лекот е едноставен и може да се набави веднаш по претходна препорака од матичен лекар. Колегите можат, знаат и самите, дека можат да препишуват на розов рецепт и бесплатно граѓаните да ги подигнат овие лекови во здравствените домови. Дел од граѓаните веќе имаат искуство со лекот Тамифлу. За хронично болните кои се дел од ризичната група и постарите лица над 60 годишна возраст, децата под 2 годишна возраст и бремените жени. Лекарите препорачуваат веднаш да побараат помош од матичните лекари за да се добие антивирусната терапија и лекот Тамифлу што треба да се прима благовремено. Според информации од матичните лекари, само 10% од пациентите последните сезони се јавувале навреме кај лекар веднаш штом ќе добијат треска. Мнозинството болни од грип во првите денови се лекувале на своја рака. Полициската станица и оделението за безбедност во патниот сообраќај упатија апел до возачите да ги почитуваат сообраќајните прописи и да им овозможат непречено движење и застанување на автобусите од јавниот градски превоз. За прекршителите на одредбите најавуваат соодветни парични казни. Воведувањето јавен градски превоз во Кочани е новина и за пешаците и за возачите.
Заради избегнување проблеми во нормалното одвивање на сообраќајот по улиците во градот и во населбата Оризари, од полициската станица Кочани и од полициското одделение за безбедност во патниот сообраќај упатија апел до возачите на моторни возила да ги почитуваат законските одредби. Редовната градска автобуска линија е во термините од 8, 10, 12 и 16 часот, а на повеќе места се поставени класични сообраќајни знаци со кои се обележани автобуските стојалишта. Заради безбедно качување и симнување на патниците, на одделни места има посебни автобуски постојки со вовлекување во блиските тротоари, но таму каде што ги нема, автобусите се приморани да застануваат на коловозот. Посебно внимание е потребно на автобуските стојалишта на најфреквентните улици, како што се кај градскиот пазар, на улицата Браќа Ставреви, на улицата Маршал Тито, во близината на поштата и во населбата Стришаника и Стришанска чешма. Од полицијата ги повикуваат возачите доследно да ја почитуваат поставената сообраќајна сигнализација, односно да не паркираат возила на стојалиштата. Со тоа би ги оневозможили автобусите соодветно да застанат, да качат и да симнат патници. Против сите возачи кои нема да ги почитуваат сообраќајните знаци на обележаните автобуски стојалишта ќе бидат преземени репресивни мерки. Според Законот за безбедност во патниот сообраќај, предвидено е за вакви прекршоци да се наплати глоба во висина од 200 евра, се вели во писмениот апел од полициската станица Кочани. Од спортот, кошаркарски и надпревари во футсал во училишните спортски лиги. Редовните кола ги играат основките и средношколците. Одиграно е третото коло во кошаркарската лига за основци во машка конкуренција. Во супер интересен надпревар, Никола Карев, кој водеше во текот на поголемиот дел, на крајот претрпе пораз од Свети Кирил и Методи од 40-43. Малина Попиванова без игра дојде до нови 3 бода, откако екипата на Раде Кратовче не се појави на паркетот да го одигра надпреварот, ниту пак претходно дала оправдување, поради што овој надпревар беше регистриран со службен резултат од 20-0. Со максимален скор од 3 победи во исто толку средби, табелата ја предводи Свети Кирил и Методи со 6 бода пред Никола Карев, кој има 4, Малина Попиванова е трета со 2 и последна без бодови екипата на Раде Кратовче. Двојките за следното коло се Никола Карев, Раде Кратовче и Свети Кирил и Методи, Малина Попиванова. Во четврток на програмата се 2 надпревари во училишната лига за девојчиња. Се среќаваат Малина Попиванова и Никола Карев и Свети Кирил и Методи, Раде Кратовче. Во рамки на училишниот спорт во конкуренција на средни училишта се одигра и надпревар во футсал, се сретна Гошо Викентиев и Лјупчо Сантов. Откако надпреварот во регуларниот тек заврши нерешено 1:1, а така беше и по првото полувреме кое заврши без голови. Подобри во изведувањето на пенали беа играчите од Гошо Викентиев, кои стигнаа до победа од конечни 5:4. Тоа беше последната информација во овие вести на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Довидување.